Да, малку подоцна оваа тема, а сега ќе се дружиме во студиото и верувам дека ќе уживате во нашето друштво. Нашиот пријател, колега и новинар Иван Бечковиќ ни донесе свој пријател, колега и новинар, а и писател во нашето студио. Бранко Росиќ, за прв пат во Ја сакам Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Хвала, добро утро. Имаме и убав повод, Иван, добро утро. Да ти дадеме шанса да ги поздравиш нашите гледачи. Па ете да се огреба малце од славата на Бранко. Фала што ме викнавте. Добро утро за сите гледачи на Сител телевизија. Така е, да. Не дека ти треба да се огребеш од било чија слава, но добро, еве, не го знаат Бранко, можеби толку нашите гледачи, иако веќе една година е присутен преку промоција на своето дело за кое што ќе зборуваме, доаѓањето на Матадорот. Инаку Бранко е и тоа како познат лик на овие простори, тој е долгогодишен новинар, сега во поново време нели и писател, инаку панкер, нели во душа. Тоа е све на почетку. Бас гитара во култни белградски клуб бендови, нели, да, екипи и така натаму, и по многу други нешта за кои што ќе зборуваме, затоа чест ни и драго ни е што сте тука. И мене. Така, поводот за доаѓањето е токму доаѓањето на Матадорот. Антолог има сега убава активност, односно промоција саем практично на книги во рамките на кои учествувавте, имавте и промоција, па ајде да почнеме со вашиот повод, односно со доаѓањето на Матадорот. Зашто се работи, за каков роман? Ради се, тоа е трилер. Јас сум увек пазио, код нас е увек пежоративно, кримич, љубич, увек има оно иќ да би мало ga уманило. Ovo nije ni krimić, ni ljubić, možda su i krimić i ljubić, ali je tvrda knjiga, laka za čitanje, ali je dobra literatura. Neki poznati književnici su recenzirali, govorili na promocijama, ali sam uvijek hteo da ima dobru radnju i ono što je zajedničko bilo za ljude koji su se javili, rekli su kao da gledam Netflix seriju. Tako im se činilo kao od prve strane da upadnu u prvu epizodu, pa onda idu epizode, zato što ima dramatičnosti puno, a ima i ljubavi i ubistva, ima više ljubavi nego ubistva. Ja imam normu, samo jedno ubistvo po knjizi. Да, само едно убиство по книгата. А много више љубави. Да, има, само да спомнеме, вреди да спомнеме дека ова е четврти роман или... Треći, da. Треći роман, A prvi na prevodu za makedonski. Прв, така. Иван... Да преведеме, мада гледачите сигурно разбираат. Ова е трет роман на Бранко Росиќ, прв преведен на македонски, излезе неодамна за антолог. Се работи за трилер, кој сепак не е лесна литература, за него пишува и некои важни критичари и писатели. Книгата се најде и во конкуренција за Нинова награда. Во неја има многу љубов и само едно убиство. Само едно убиство, тоа е нормата, вели нашиот гост. Само едно убиство по книга. Добро и интересно е тоа што има таква динамика и таква радња, просто да човек доживее како да гледа, нели, Нетфликсова серија. Дали тоа беше можеби и идејата да биде таква една книга која што утре би можела да послужи за сценарио? Да, па бога ми да, и onda svi su rekli kao treba bi, i ja sam prošli roman za Sutra najavljuju konačno razdravanje prodao sam prava za ekranizaciju, a boga mi sad pričam i za ovaj roman. To ide teško od onoga do realizacije, menja se, ali nekakva mi je želja da kod nas se uvijek pazi, ako sad mi ode, onda će me gledati kao nekog jeftinog pisca. Kod nas ima puno predrasuda. Ima i onda. Da, kao da li pisac ako sad radi za mislim, da li je to nešto čip ili nije. Međutim, ja sam shvatio da je meni stalo do što više publike. Ne sada sam kao folk pevač, ali nešto, svako ko kaže da radi za sebe laže. Mislim, čim izađeš, onda bi čitao na kompjuteru sam sebi. Jasno, da. Книгата навистина би можела да се екранизира, бидејќи целиот стил кој Бранко го
протажира е таков, филмски. Неговиот предходен роман за денес најавуваат конечно разведрување. Ке се екранизира и во фаза е на подготовка. Бранко ги продаде правата, ги отстапи правата за тоа. Сепак се внимава и во Србија, како и во Македонија, што се става на лента, бидејќи не би сакала да го третираат како лесен писар. Така, да. Имам чувство дека секогаш новинарите кога пишуваат имаат потреба да се правдаат, нели? Јесте. Некому. Но добро, да. Ајде, го апсолвиратме тоа, важно е да си дојдете до публиката, да. Јесте, тоа сте управо, увек е новинар сумњив. Ако вулканизер изда книгу песама или ако зубар изда драму, то нема проблема. Али ако новинар напише книгу, тој одма мора да се оправдава. Дали е то ово и оно, тако да новинар може да игра шах у слободно време или да се бави риболов, да uvati највеќeg сома, али не сме да се одметне у роман. Одма е сумњив. Да, ве забележам дека моравте да се оградите и да објасните практично што овде. Да, зашто се роман и ово. Да, Бранко како долгогодишен новинар има потреба, како и сите новинари, да се правдаат кога ќе напишат нешто што е во новинарството, како што е роман, и смета дека таа привилегија под наводници ја имаат само новинарите. Вулканизер, ако напише книга со песни или некоја друга професија напише драма, тоа е окей, али као новинарите нека пишуваат текстови за весници и нека играат шах. Така е. Па сега, кога сме веќе кај професиите, интересен податок од вашата биографија е дека сте машински инженер, всушност. Како влеговте, како одеше накратко тој пат од таква една едукација, подоцна во музика, па новинарство, сериозно во многу магазини и дневни печатени медиуми, па на крај ја. Да, па ја сам машински инженер, био сам лош студент. Ја сам добро кад се хвалим онај ко не позови моје професоре, али некако ми драго да се задоволиш, пошто е тотално нетипично. Тотално нетипично, да. Нетипично. Мора да кажа да се машински инженер без еднек секунде радног стажа. Ама завршивте. Али се завршив тој велико и ја тоа увек ставljam. Некако кад се завршив баш волим да некој се похвали, тоа е глупо, али зашто сам тако дочекиво јутрње програми уз книгу. Така да, али онда нисам уште ја тако свестран, то као кад се чита, прво е била музика, преку музика сам ушao у све живо и у книге, нисам на машински факултет, али сам ушao у книге, филмове и онда новинарство и онда книжевност, ишло е едно по едно. Neću više ničim početi izbaviti, neću biti vajar sledeći put kad dođem. Dobro, samo nemojte mu politika da me načekame. To kad odem u penziju. Da, može, za toga še rezervirana pa. Branko, vo целиот овој убав свет влезе преку музиката. Така влезе подоцна и во новинарството, ете и во писателството. Иначе за себе си се смета за не многу добар студент, кој сепак седна, запна и заврши факултет, и тоа не било кој факултет, туку машински факултет, и вика дека со гордост го истакнува тоа секогаш во неговата биографија дека е машински инженер. Така, Гоце колега, мојот снимател Гоце е исто така машинец, нели? Гоце најдобро го разбира. Да, но ја го тука ужива во својата работа зад камерите, верувам. Сега, кога сме кај тие интересни податоци од вашата биографија, мора да спомнеме нешто што верувам дека сте горд на тоа, е таа културна врска која што имате со Велика Британија, односно дури сте и носител на орденот кралицата која што лично ви го доделила за тие културни врски. Од каде таа врска, може ли да ни кажете? Добио сам 2017. Тада е било 180 година дипломатских односа Србија и Велике Британија и онда е одлучено да ја добием, да неко добие и Србија орден и онда су дали мени, што е мени било занимљиво. Ја волим Велику Британију, везан сам за културу, готово свака книга се догаѓа. Не само, али увек ја има, увек има Велика Британија, негде јунаци живе или тамо или омамо, тако да увек провлачим, а и од музике и радио сам пуно интервјуа и онда добио сам за те културне везе измеѓу Србија и Велике Британија, а мени било драго jer sam ja nekonvencionalna osoba, nekako ovi naši
tamo u Srbiji sa ovih prostora, kod nas je sve patetično i ozbiljno, ja mislim da naši mi nikad ne bi dali. Da. Ali oni su rekli kao tako je, ti si krenuo od panka, bio si kao od punk muzike do sada i onda oni to, i onda sam morao i da svira na dodeli, tako da... O, interesno. Tako da, nekome si ono što me privuklo ka Velikoj Britaniji, tako je bilo u činu dodele mog ordena. Da. Tako da negde mi puno znači, sveći se kad je bio vojvoda od Kenta koji deli one pehere na Wimbledonu, onda kad je vidio da ja imam orden, njemu je bilo čudno. I onda mu je rekao ambasador, kao, on je imao punk band. O, kaže, odlično. A, dobro, da. Така je припадник на практично на таа култура и тоа поврзување. Да и мене ми беше необично и чудно кога прочитав, затоа што не е објаснето до крај, нели, за вас од каде таа заслуга, нели, тој орден, ама драго ми е. Радио sam puno intervjua i kroz knjiga muzičkih i književnih i puno u knjigama imam Veliku Britaniju. Ne kao turistički, nego baš se događa svašta. Kao promotor na tаа култура и тој живот. Branko ima dobijeno orden, britanski orden od kralicata za odražuvanje na kulturните врски меѓу Србија и Британија. Беше доделен орден од 2017 година по повод 170 години од дипломатските врски меѓу Србија и Британија. Горде на тоа, на многумина им е чудно како еден во основа панкер дојде до тоа да биде награден со едно такво големо роялистичко признание, а меѓутоа британците се тоа и кај нив ништо не е чудно. Каде го чувате тој орден? Na sigurnom. Na sigurno, na dobro. A čuvam, da. I čuvam, imam i potpis. Da, verujem дека та. I onda mi to... Ja nisam verovao, isto sam bio u jutarnjem programu kad sam dobio orden, bio sam svuda i onda išao je Kajron, kao kraljica Elizabeta II odlikovala, ja sam mislio da je to neko drugi. I nisam verovao ni posle. Опасна шега, да го видите тоа на утринска, да не бидете известен претходно. Интересно. Добро, ќе ги поканиме ние нашите гледачи да се подружат со вас, да можат да проговорат, да разменат или да си набават примерот од доаѓањето на Матадорот денес во библиотеката Браќа Миладиновци, така и Да, во 12 часот. Всушност, сите овие активности заради кои Бранко е тука се заради фестивалот Bookstar, кој го организира антолог, многу регионални и европски писатели, меѓу кои ние ставивме акцент на Бранко, промоција на Матадорот, вчера беше панел дискусија во МКЦ во Кино Фросина, помина фантастично, а денеска писателите малку ќе ги читаат своите дела во библиотека во 12 часот, ги има сигурно едно 15 на 20 и ќе биде интересно. Денеска во 12 на неколку часа. Да, за само неколку часа имате време да се организирате и да бидете дел од читањето, да слушнете како Бранко ќе го интерпретира. Да, па не, се сомневам, Матадорот. Сите љубители на трилер приказни, како што е мојот колега Александар, овде знам дека тој ќе прочита дефинитивно, ќе му ја позајмам, нели? Убаво е кога книгата се позајмува, да се вратиме на некои стари вредности. И само за крај да ми кажете што е во план, можеби околу некој нов роман, дали се креира некоја приказна инспирирана на некоја локација од Велика Британија или можеби... Moram da ubacim i Skoplje, zato što Skoplje je sad vezano, a što je evo i double deckeri. Da, imame double deckeri. Crveni, bilo bitno, ja sam, srpsko izdanje ovog romana, imao sam upravo promociju prvu u Skoplju, pa onda posle mesec dana u Beogradu, sad prvo izdanje na stranom jeziku, na makedonskom, evo... Ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno, tako da moram nešto da Makedoniju malo. Da. Ali nešto lepo, u ovoj knjizi ima ubistvo u nekom dalmatinskom gradu, onda... Преселете го тоа убиство негде. А у Македонија да буде све супер. Нека биде љубов. Ние сме познати. Ние сме познати по љубовта. Благодарам многу што се запознавме, Иван, што ни го донесе Бранко за да го запознаеме. Не јас, туку се разбира нашите гледачи и се гледаме во друга прилика кога ќе има повторно некој ваков интересен повод. Хвала за покана. Хвала. Драги наши, уште еднаш покана да бидете дел од ова случување литературно денес во библиотеката Браќа Миладиновци во 12 часот.